Кога викавме премиерот да дојде на 5 минути, има време за секаде и водичка му фрлав овдека и се да дојде до Охис. Јас сум сведок кога се пушташе Охис. Тито можеше да дојде од Белград, он не можеше да дојде на 5 километри да го затвори. Ние ова што го поминавме жививе, зашто многу имаше што паѓава по улициве, имаше луѓе што се обесива, луѓе што извршива самоубиство. За илустрација, јас сум тој што тврдам и одговорно кажувам, сум работел во трета смена за 4 леп, за јогурт и за една паштета со поминат рок. Тоа е вистината и сега господинот Груевски да не шета натака навака 6 милиона евра да земе и да не правиме глупости, да не се собираме овдека. Протестираме бидејќи работените ние од што останавме на завод, значи 24 плати ни остана државата должни, бидејќи државата е собственик на Охис. Пред 3 недели на истово место бевме собрани за истата работа нели да протестираме, бидејќи освен 24 плати друго и не бараме од владата. Разговаравме со советничката на премиерот Груевски и еве до денешен ден, значи 3 недели, немаме никаков одговор од нивна страна, иако го дадовме од број за контакт, иако ветуваше дека веднаш ќе разговара со премиерот и дека ќе ни одговори. И затоа повторно се собравме да покажеме негодување, бидејќи 2 години, значи откако го затворија Охис, 2 години сме под завод, стрпливо чекаме нешто да се случи, бидејќи се така ни ветува, ќе го продадат 13 тендери, значи до кога се заминавме од Охис, значи тоа беше исто октомври пред 2 години, 2013. Значи останаа 24 плати, не се продаде Охис, овие 2 години, значи мртва штама. Значи никој ништо за Охис, ништо не прозборува, ни во кулуарите, не па на влада седница или не знам каде се треба тоа да се решава на кој ниво. Значи за се се има пари во државата, и за пензионери, и за поплави, и за пожари, и за студенти, и за се се има пари, само нашите тешко заработени плати никако да дојдеме до нив. Предуне се такви работи, ништо не ви се... Значи, за 8 плати, што се од 2008 година, значи имаме 8 плати од 2008 година, се платени придонесите. И затоа и предлог, кога бевме пред 3 недели, дадовме барем тие 8 плати, да видиме дека нешто државата мисли на нас, значи да почне од нешто. Друга, кога ќе почне нешто, па после неколку месеци, па други 4 плати, па 8 плати, да се заокружи процесот. Значи има, еве сега за наредната година буџетот се изгласува, никаде не влегуваме. Минатата година никаде не влегуваме. Па еднаш нека се одвојат пари за тие, значи неколку фабрики сме останати што останавме без платите да ни ги вратат. А стажот? А стажот уште за 16 плати што се последниве овие кога пред да не пратат на завод, значи уште тие 16 плати нема стаж. Нема тоа да придонесе. Па тоа е придонесе комплет. Да. Што се случува сега во Охис? Во Охис има 60 луѓе кои што одат на работа. Тоа се, значи, обезбедување, генерален директор, директори што си беа на фабрики, што синдикатот што не водеше предходните години, сите што беа синдикални представници остана и тие на работа. Значи таму имаме доста фабрики кои што се као кираџи се кај нас. Значи за тоа се добива некаков надоместок, ама веројатно тие одат пари за тие што се на работа 50-60 луѓе. А каква информација имате од менаџерот, од директорот сега моментално што се сретнавте ли со него?
Не сме се сретнале сега, се сретнавме пред неколку месеци некои наши представници во врска со овие 16 плати, бидејќи како што е законот после 3 години од ако помине рокот, значи остануваат платите после тоа, ако не тужиме, се уништуваат, значи како да не земеме плати. И тогаш отидовме кај генералниот директор, некои представници од кај нас, да разговараме, да биде тоа спогодбено, пак ние на фин начин. Значи, пак на фин начин, пак да не биде со тужби, да не биде со камати. Значи, ние цело време стрпливо, ама изгледа во оваа држава ништо не се постигнува со добро и со стрпливост. Ке поднесувате ли тужба сега, доколку еве во скоро време ни ви се реши? Па да, ги знаеме и понатака како одат постапките, значи Народниот правобранител, па потоа одиме понатака во Страсбург. Значи ги знаеме какви се патиштата, само не сакаме пак да бидеме безобразни, сакаме да бидеме пак совесни, примерни граѓани на оваа наша Македонија. За жал мала тешко се живее, да. Колку работници? 800 работници го напуштивме Охис последно. Значи на тие 800 луѓе се тие 16 плати што се должни, а има значи уште други 400 што замина 500 претходно, година дена пред нас. И тие 8 плати што им остана и на нив нереализирани. Има некоја сума колкав е долгот? Па, вака по наша проценка некаде околу 4-5 милиона евра. Дали бевте фатени вие со законот за стечај? Не. А што се случи со, или имаше најава, некои турци требаше да ве купаат? Значи 13 тендери, дали верувате? 13 тендери и ништо од тоа. Не знам која е причината, мислам не сакам да навлегувам, тоа се нели други работи нивни политички, така да затоа што уствари владата го продаваше Охис. Не ние менаџерскиот тим на Охис, туку владата го продава Охис. И затоа ние од владата ги бараме останатите плати што ни се должни.